Американскиот председател Џо Бајден 2024 година ја започна со кампања во Пенсилванија, каде што ги посети американците и зборуваше за придобавки за кои вели дека американската економија ги постигнала под негово водство. Мерките за доверба на потрошувачите се движат во нагорна линија. На сите им оди подобро и веруваат во тоа. Тие го знаат тоа. Нема сомнение дека економијата на САД им пркоси на очекувањата со тоа што се врати од пандемијата COVID-19 и остана силна, вели доцентот по економија на Универзитетот Џорџ Вашингтон Стивен Хамилтон. Инфлацијата е намалена на 3,1%, што е помалку од половина од постигнатиот пик. Во меѓувреме, невработеноста остана близу 50 годишното ниско ниво на 3,7%, така што тоа е вистинско достигнување. Но дали досегашниот постигнат напредок ќе помогне Бајден да биде реизбран во ноември, останува да се види, вели Хамилтон. До изборите ќе се отворат големи прашања како, колку брзо ќе се зголемат платите, колку брзо ќе падне инфлацијата, дали луѓето ќе почнат да ги чувствуваат придобивките пред изборите. За 76% од возрастните во САД економијата е главен приоритет во 2024 година, покажува анкетата на Associated Press и Центарот за истражување на јавните односи. Тим Картер има тенденција да гласа за републиканците. Годинава негова главна загриженост е имиграцијата, но тој има критики и кон економската политика на Бајден. Не направи толку добро колку што вели дека направил. Што се однесува до просечниот американец, тој се обидува да живее од плата до плата. Инфлацијата е многу висока и со самото тоа реалната заработувачка е намалена. Други гласачи, анкетирани во населбата Адамс Морган во Вашингтон, рекоа дека абортусот и надворешната политика наместо економијата ќе одредат како ќе гласат на изборите во ноември. За мене социјалните прашања имаат најголема улога. За тие прашања ми се допаѓа ставот на Ники Хејли. Да бидеме реални, нема да добиеме забрана за абортус на национално ниво. Украинската косопственичка на мал бизнис Анастасија Дейрун вели дека нејзиниот сопруг посветува големо внимание на политичките ставови за меѓународните прашања, особено за војната во нејзината родна земја. Тој разбира дека Демократската партија и помага повеќе на Украина и е подготвена за поголема помош. Сигурни сме дека има и многу републиканци кои сакаат да помогнат, но досега гледаме дека некои договори се прекинуваат и не знаеме што да очекуваме. Иако економијата не е главната причина зошто Елса Абрахам вели дека ќе гласа за Бајден, таа го пофали начинот на кој председателот се справува с ова прашање. Мислам дека економијата само се засилува. Мислам дека каматните стапки ќе паднат годинава. Нетрпеливо го чекам тоа. Но економистите предупредуваат дека се уште не е известно дали целта на федералните резерви за инфлација од 2% ќе биде исполнета и дали каматните стапки ќе треба повторно да се зголемат пред изборите во ноември.